Почитувани, секој месец граѓаните добиваат нов ценовен шок. За една година се случи целосен дебакл на економските политики на владата на ВМРО ДПМН и ЗНАМ. Податоците од Сојузот на синдикати се поразителни. За само еден месец синдикалната кошничка поскапела за над 1200 денари. За 954 денари се зголемени трошоците само за храна и пијалоци. За едно 4-члено семејство потребни се речиси 63.000 денари за да може месецот да се преживее. Основните намирници стануваат луксус, а платите не мрдаат. 3 минимални плати се потребни за да може да се преживее месецот. Животот е се поскап, платите стојат, а мерки од владата нема. Додека премиерот Мицковски ги чека анализите и не знае колку се покачени цените, граѓаните тонат во сиромаштија. Се живее се потешко, се преживува со задолжувања и со жртвувања. Се префрлуваат пари од картичка на картичка. Дали министрите во владата знаат колку чини да се наполни еден фрижидер? Очигледно не. Затоа што дека народот крпи крај со крај, функционерите на ВМРО ДПМН живеат надвор од реалноста во свет на папаја, манго, октоподи. Како да не било доволно во април и мај, па сега СОЗР склучила милионски договори за нови луксузни јадења, за лигни, школки, за лосос. Ова што го прави владата не е политика. Ова е грабеж на народот. Повикуваме власта веднаш да ги прифати предлозите за зголемување на платите и мерките за намалување на цените. Повикуваме да се покачи минималната плата на 500 евра. Повикуваме да се спроведат мерки за повисоки плати за јавниот и приватниот сектор. Повикуваме да се укине ДДВ за храна, со што веднаш ќе се намалат цените на основните производи. Не може народот да гладува, додека министрите се го штеваат на сметка на државата. Социјалдемократски сојуз на Македонија е со граѓаните. Ќе продолжиме да се бориме за повисоки плати, за достоинствен живот, за економија што служи на човекот, а не на партијата на власт. Ви благодарам.